Почитувани председателе, почитувани колеги, почитувани граѓани. Значи, во врска со процедурите во ова собрание, ние може да се намудруваме колку сакаме, колешке. Вие треба да разберете на работа. Законите во ова собрание не се носат ниту за мене, ниту за вас. Ниту за моите колеги, ниту за вашите колеги. Законите и измените на законите во оваа држава се носат за граѓаните. И не знам што толку ви е страшно, чудно, да некој побара, согласно деловникот, да председателот му даде прво збор на предлагачот. Па му даде, ама колку разбравме од тоа што му даде, ќе судат граѓаните. Јас, например, потребата од законот не разбрав целосно. И не знам зошто толку се плашиме да Министерство за труд, односно почитуваниот заменик министер, прв земе збор како што јас побарав, да образложи која е итноста, бидејќи вие и јас знаеме дека итни закони во оваа собрание имаме критики од Европска унија. А пошто вие сте европска влада, европски настроени, треба да образложиме прво зошто е толку многу итно. Не на мене, на граѓаните. И тие што ве гласале вас, и тие што ме гласале мене, сакаат да знаат што е толку итно и што толку менуваме во законот. Зошто толку проблеми правите од се? Зошто проблеми правите? Значи, ќе ве молам. Нема потреба од тензии, нема потреба од лоши зборови, нема потреба од ништо. Носиме закон за кој што намалуваме глоби, јас го поддржувам тој закон. Ама јас знам, бидејќи мене и на вас на мейл ни стига, што се случува. На граѓаните не им стига на мейл, треба да знаат. Кој треба тоа да го образложи? Ни вие, ни јас. Треба владата, бидејќи владата го спремила тоа законско решение и треба граѓаните да слушнат. Ве молам, вие сте транспарентни, треба да го знаете тоа. И да не се повикувате да го злоупотребувате деловникот на собранието. Благодарам.